Благодарам. Почитувана јавност, заедно со колегите Никола Мицевски, Елипанова и Дафина Стојановска, поднесуваме закон за урбанистичко планирање со кој што ќе треба да го олесни условот за инсталирање на обновливи извори на енергија. Имено само на кратко да објаснам за што се работи. Македонија има суштинска стратегиска определба да ги напушти производството на традиционално производство на електрична енергија и да направи трансмисија на обновливи извори на енергија, како што се енергијата на ветерна, сончева или хидроенергија. И за таа цел, оние рокови кои што се сега во законот постојни за носење на урбанистички планови се особено долги и ние сакаме согласно новиот закон за енергетика и согласно оваа стратешка определба да ги скратиме роковите само за капацитети кои што ќе гарантираат изградба на обновливи извори на енергија. Она што е нашата измена или предлог на измена на овој закон, јавната презентација да биде 10 дена, додека сите тие забелешки од јавната презентација да бидат 5 дена и да можат институциите кои што се надлежни за на некаков начин организирање на таа јавна презентација да ги вкалкулираат овие забелешки. Ова е особено многу важно, бидејќи во месец јуни ќе почне изградба на најголемиот ветерен парк во регионот. Тоа е Алказар Енерџи, кој што треба да произведува 1 терават часа на електрична енергија, која што ќе обслужува 100.000 домаќинства, односно ќе вработи 630 луѓе и на овој начин, повторно ќе подвлечам, само за капацитети кои што ќе бидат во ненаселени места и кои што ќе генерираат употреба, односно изградба на капацитети кои што произведуваат електрична енергија на ветар, сонце и вода, ќе имаат можност со овие рокови да прават одредено вцртување во урбанистичките планови. Се работи за закон кој што не е обемен и сложен, токму затоа е поднесен под скратена постапка. Благодарам. Предлогот на пратеникот Бојан Стојановски го оставам на гласање, ве повикувам да гласаме и втојто во тој. Ве повикувам да гласаме.